Околу 90 вработени во јавното претпријатие Чистота и Зеленило имаат правосилни и извршни пресуди за неисплатен годишен регрес и новогодишен додаток за период од 3 години, заради што во тек е постапката за извршување. Директорот на Чистота и Зеленило Ненад Стојановски информира дека ќе бидат преземени сите действија заради начинот на кој се попишани стварите во претпријатието и ги повикува сите надлежни институции да се вклучат во разрешување на случајот, за да не биде донесена во прашање основната дејност на комуналното претпријатие собирање и изнесување на смет. Со оглед дека компјутерите во претпријатието се попишани и не смеа да се користат, не функционира ниту центарот за наплата, заради што Стојановски апелира граѓаните да ги плаќаат сметките во останатите наплатни центри или пак електронски. Од друга страна пак Стефан Стојмановски, адвокат на дел од вработените во Чистота и Зеленило, информира дека во просек вкупните трошоци и камати по вработен кој што има правосилна извршна пресуда изнесуваат околу 200.000 денари. Постапката за извршување може да запре доколку претпријатието им го исплати за останатиот долг. Од минатата недела, поточно 11.6, имаме упад на извршител, би морал да го дефинирам како упад. Има извршно действие и обид за попис, односно веќе се пропишани подвижни ствари дека ќе сплатен за ниво. Овој случај датира уште од пред 6 месеци. Значи, станува збор за правосилни и судски пресуди од 2021 година за неисплатен годишен регрес, односно К15 на вработените за 3 години, и случајот има своја почетот на некоја си разрешница од декември, кога адвокат Стефан Стојмановски, кој што е полномоштив во сите предмети, односно во најголемиот дел од предметите за вработени кои ги водат овие постатки, вкупно 37 предмети, има и други адвокати, па тоа се сеп на 90 предмети, тргна во постапка на по налог на блокирање на нашите возила за изнесување на смет. Од тоа започна тој моментум и ние се докажувавме до заточно судена за да можеме да ги ослободиме истите возила. Тоа значи дека ЈП Чистота и Зеленило, односно граѓаните на град Куманово беа блокирани во нашата работа за да можеме да функционираме. За истите возила се користени два извршители, едната е неговата сопруга, нешто кое би требало да се го испитуваат надлежни институции, уште еден извршител, и за прв пат дојде блокада на точно 11 возила кои тие си ги определиле, а тоа се сите возила кои се во погон, значи кои што се во функција. За сето тоа надлежна е председателката на суд, ние баравме изземање. Значи правевме вештачење, имаше известно пролонгирање за целокупната постапка и тој процес заврши пред околу 1 месец. Со тоа што истите беа изземени од извршување, меѓутоа во самото вештачење беа уфатени најголемиот дел од останати средства кои што се средства за работа. И ова е своевиден преседан во нашата држава, затоа што ниту едно предпријатие не е блокирано на еден ваков начин. Ниту еден извршител нема презирано действие према јавното предпријатие, а сите средства што ги поседува јавното предпријатие, а и оние што не ги поседува, нормално дека служат за основно функционирање. Што се однесува до самото попишување на стварите, ако можете забележите, кога има попишано и известни стики, прво да речеме тие стики не се собственост на ЈП Чистота и Зеленило, како и приватен имот на известни вработени, меѓутоа реков дека тоа ги го оставиме за постапката. Едноставно има тела кои што ги мониторираат самите извршители, тоа е омрен извршители, а тука екс официо би требало и Министерство за правда да си уземе случајот во своја рака и да видиме нели како ова сето ќе заврши. ЈП Чистота и Зеленило не бега од долговите према своите вработени. И нормално е дека имам цел и намера да ги исплати тие долгови, едноставно вработените си ги заслужуваат тие средства, меѓутоа не е можно во состојбена рамка да исплатите долгови кога ви имате ограничени можности за плаќање, затоа и постои таа рамка, која рамка се донесува секоја година, која рамка ја определува председател на Основен суд на територија кај што се наоѓа јавното предпријатие, во овој случај Основен суд Куманово, и ние по претходните покачувања на плати, кај што имаме покачување за 2 години од преку 50%, сме дојдени до состојба да нашата рамка, иако е покачена 2 пати во период од кога јас дојдев, сепак тоа се недоволно средства за да ЈП Чистота и Зеленило може да плаќам, ние не можеме ни тековни обврски да плаќаме, а и новиот закон за финансиска дисциплина, кој
се применува цела тоа ќе отежне работата дополнително на сите јавни предпријатија и доколку државата не интервенира со системско решение прво во отпишување на овие фамозни камати и до репрограмирање на долговите, сите јавни предпријатија нема да може да функционираат. Тоа се работи за кои треба да решава владата, општината бидејќи не основала, нити една општина има толку многу средства за да може овие предпријатија да ги избавува од вакви состојби. Па во конкретни случаи, значи станува збор за правосилни извршни пресуди на вработени на повеќе, значи дел од нив се уште работа таму, кои што имаат поведена постапка во текот на 2021 година за неисплатен К15 за 18, 19 и 20 и новогодишен надоместок за истиот период. Тие пресуди се правосилни, извршни, се правеа напори, значи, да делот, мислам, да најдеме начин некако доброволно да биде исплатено од страна на должникот, на јавното предпријатие, меѓутоа не се најде нешто не најдовме некој заеднички јазик, нити пак некоја волја од нивна страна и бидејќи претеше застареност на поведување на таа извршна постапка, тие постапки, мислам, овие правосилни пресуди премина во постапка за извршување. И во текот на таа извршна постапка од страна на должникот на јавното предпријатие беше истакнато барање за изземање на средства на должникот, меѓу кои спаѓаат, значи, возила, товарни патнички возила, инвентар внатре, алати што се за работа, недвижности кои што ги поседува должникот и по тоа барање за изземање од страна на насловниот суд, значи Основен суд Куманово, е донесено правосилно и извршно решение каде што дел е усвоено тоа барање, значи надлежниот суд ги изема како основни средства кои што не можат да бидат предмет на извршување во извршна постапка, товарните возила, патничките возила и дел од некој сите инвентар алат кои што се нужни и неопходни за обавување на основната дејност на јавното предпријатие, додека другиот канцелариски инвентар, недвижностите што ги поседува, ги одби како неосновани и од таа причина, значи, тие средства може да бидат предмет на извршна постапка. Па како што и надлежниот суд во своето решение наведува дека тие средства не се неопходни за вршење и дека можат на друг начин да се обавуваат истите. Бидејќи основната дејност е собирање на отпад и смет во општина Куманово. Само да се најде, значи, средства дали преку помош од самата општина или предпријатието да најде средства и да ги исплати вработените. Годишна Кумановка вчера во 13 часот и 30 минути пријавила во полицијата дека на улицата Моша Пијаде, каде што се врши реконструкција на улицата, нејзината малолетна ќерка паднала во ископана дупка, соопштија од секторот за внатрешни работи. Во соопштението од СВР Куманово не се наведува дали и со какви повреди се здобило девојчето од падот во дупката. Полицијата работи на расчистување на случајот. Насмешка, малино големи пејачи и бисерчиња се трите проекти на телевизија Плюс и Мултиарт кои пробудија голем интерес кај младите талентирани изведувачи. И годинава талентите од Куманово имаат можност да бидат дел од предстојните настани. Малино големи пејачи и насмешка следната недела на сцената на Центарот за култура, а детскиот фестивал Бисерчиња во септември. Повеќе детали за трите настани во продолжение од изјавата на директорот на телевизија Плюс Драган Ивановски-Шани. Време е да понудиме на нашите пријатели и гледачи на ТВ Плюс она што телевизијата го работи во сработка со Мултиарт. Тоа се трите настани кои ги работиме секоја година. Детскиот фестивал Бисерчиња ќе се случи некаде во септември, за тоа допрва ќе зборуваме. Но она што е многу поактуелно следната недела, во среда од 19:30 во Центарот за култура ќе се случи настанот Малино големи пејачи.
Тоа е еден интересен настан кој дава можност за сите млади тинејџери кои мислат дека пеат добро да се истакнат во тој дел со прочуени хит numeri, да ги доловат на најдобар можен начин на сцената на Центарот за култура пред публиката. Она на што ставаме акцент е манифестацијата на смешка. Тоа е вечер на, би рекол, оригинален, вистински кумановски хумор. Трите цели на таа манифестација, да подсетам, се, како прво, афирмација на млади, талентирани изведувачи кои мислат дека поседуваат смисол за хумор, значи шанса за нив да настапат пред публиката заедно со постарите колеги професионалци. Како второ, добра забава и хумор на кумановски начин, и како трето, може би со тек на време да предизвикаме интерес кај оние кумановци кои што моментално не живеат во Куманово, некаде се надвор, а сепак се занимаваат со професија, со оваа професија, што значи дека се актери, а пред се добри хумористи, еден ден да и се приклучат на смешка. Што значи тоа? Значи, час и половина до 2 часа. Супер хумор, добра забава. Допрва ќе зборуваме од понеделник за деталите, од понеделник ќе бидат пуштени во предпродажба и билетите за манифестацијата на смешка. Ќе ви информираме буквално за се, секојдневно и преку ТВ Плюс и преку социјалните мрежи. За сега толку, само да знаете, сабота 28 јуни од 19:30 во Центарот за култура на смешка. На територијата на општина Куманово во ноќта меѓу 24 и 25 јуни ќе се спроведе втората фаза од теристичка дезинсекција, насочена кон третирање на возрастната форма на комарци, се наведува во соопштението на општината. Операцијата ќе опфати повеќе локации во градот, меѓу кои централното градско подрачје, кејот на реката Кумановка, населбите Тоде Мендел, Зелен Рит и Перо Чичо, како и село Романовце и местото викано Бејтови ниви. Посебен акцент ќе биде ставен на подрачјето околу општата болница, училиштето Толи Зордумис и градските гробишта. Од општина Куманово нагласуваа дека доколку временските услови бидат неповолни, дезинсекцијата ќе биде одложена и ќе се спроведе во првиот следен ден со соодветни услови. 21 јуни е најдолгиот ден во годината. Токму на денот на летната долгодневница на Кокино може да се наблюдува еден феномен кога сонцето изгрева на најдобро сочуваниот маркер кој што има форма на полукруг, информира археологот Дејан Ѓоргиевски. Па на 21 јуни, односно првиот ден од летото, е всушност денот на летната долгодневница. И тогаш на Кокино може да се наблюдува еден феномен кога сонцето изгрева на најдобро сочуваниот маркер кој што има форма на полукруг. Големината на сончевиот диск е идентична со големината на тој полукруг и сонцето изгрева точно во таа точка. Точката за наблюдување многу мина мисла дека е кај самите тронови, меѓутоа не е така. Сонцето можете да го видите дека изгрева во полукругов, единствено ако стоите на позицијата на древниот астроном, така го викаме ние. Значи тоа е една позиција зад троновите, која што исто така е обележена и која што може да се види, така да оттаму се наблюдува изгревањето на сонцето. Веруваме дека ова било многу важно за жителите за праисториските жители на Кокино, затоа што ние откривме дека таму се изведувале култови, меѓутоа тие култови претежно беа поврзани со земјата. И овој феномен кој што беше потврден од астрономите, долго време немавме никаква потрепа во археологијата, се дека еден ден не пронајдовме еден голем сат, мислам во фрагменти, не целосно случајно, меѓутоа на тој сат има представено повеќе сонца врежани во него и нема таков друг блиска аналогија со него околу Македонија нема, па и пошироко не сме нашли, значи излегува дека тој сат е направен специјално за оваа пригода и поставен во една од ритуалните јами, така да и тоа ни беше една потврда дека ете луѓето го обожавале сонцето и зависеле од сонцето.
На покана на амбасадата на Република Србија во Македонија, представници од општина Куманово присуствувале на поздравен коктел во Скопје по повод завршувањето на мандатот на амбасадорката Невена Јовановиќ, информираат од општината. На прошталната средба биле нагласени добрососедските односи меѓу двете земји и заложбите на досегашната амбасадорка за продлабочување на соработката, пријателството и меѓусебната поддршка.